Благодарам, председавач. Почитувани колеги, почитуван представник на Државната комисија за спречување на корупција, почитувана јавност. Мора да го искажам и јас лично мојата поддршка, па и квалитетот на работата на Државната комисија за спречување на корупција, особено пресликана во овој извештај, детален, аналитичен, квалитетно изработен и можеби репер како и некои други институции треба да ги подготвуваат извештаите и да се однесуваат спрема законодавниот дом, и е добро тоа да се нотира и да се поздрави. Меѓутоа, она што ме фрапира овдека е дебатата во комисијата која се сведува на ниво на власта не убедува дека сега нема корупција и дека се е супер, и во 2014 имало партиски вработувања, корупција и сето тоа сега било надминато. И мислам дека ако некој човек може да поверува во една таква теза, а да не е навреден дигнитетот на собранието, не знам кој епитет можам да му дадам. Па сега да излеземе од собраниево и на првиот човек што ќе го сретнеме рандомо, нека случајно да го прашаме дали во државата има корупција, не верувам дека ќе налетаме на човек кој ќе каже не. Дали партиски се работува во оваа држава? Па мислам дека нема емисија, нема дебата, нема изјава, нема некаде каде што тоа не се потврдува. Од било кој во оваа држава. Па вклучително и членови на СДСМ кои што се жалат како функционерите не ги вработени. Па дајте да го задржиме нивото на ова собрание и дигнитетот на ова институција. Ако разговараме за некаков проблем, да, де факто имаме проблем со корупцијата, константа во Република Македонија, изминатите 30 години како сме независни. Константа е, никој не ја негира. Ама имаме проблем кој што треба да седнеме и да го решаваме, не што ќе кажеме дека нема корупција. Во извештајот на XY институција пишувало дека сме биле добри. Каде бе тоа пишува? Па нема извештај на релевантна и нерелевантна институција, ако сакате цитирате и не знам магистратури на правен факултет или каде да се изучува корупцијата, каде што ќе најдете дека Република Македонија нема корупција. Во сите сфери на општеството, од најниско ниво до оваа висока корупција, која што сите не тангира и не боли. Значи зборуваме за некоја висока корупција. А дека имаме корупција, апсолутно дека не треба да се мижи пред тој факт и не треба да се негира тој факт, затоа што само спротивно од тоа може да се изнајде некакво решение. И мора да бидеме свесни кога овдека зборуваме, дека не слушаат граѓани. Граѓани кои што ни го дале гласот преку тој довербата. Граѓани кои што очекуваат од нас во најмала рака да бидеме искрени. А не да ги убедуваме дека во конкурсите на јавните предпријатија, на државните институции, во не знам МВР и каде се не, се вработувало и се вработува по компетенци. Уставот не е таков. Уставот не е таков. Не се вработува по компетенци, се вработува по клуч. Уставот тоа го негира. Какви вештини и компетенции зборуваме овдека кога нас од најгоре, од најголемиот законодавен устав, значи да кажам уставот на Република како највисоко тело не ни овозможува такво нешто. Па да не зборуваме на партиските влијанија кои што секојдневно допираат до секој еден граѓанин. Луѓето излегуваат и кажуваат што се случува. Меѓутоа, за да решиме некој проблем, треба да го констатираме тој проблем и да бараме решение. Јас сум задоволен со извештајот, меѓутоа не сум задоволен со ингеренциите, законските ингеренции на оваа комисија за спречување со корупција. И мислам дека ако сакаме да имаме поквалитетни извештаи во делот на перцепција на корупцијата, спречувањето на корупцијата, треба да ја дадеме поголеми ингеренции на оваа комисија. И е добро да, ете тоа нешто започне можеби од комисијата, затоа што сите одека изразија доверба во истата, и да се направат одредени
работни групи, диалози, представници на политички партии, пред се експертската јавност и да видиме каде тоа може да се даде поголема ингеренција на оваа комисија како би ефектуирало со по-квалитетна борба со корупцијата. И тоа е нешто за кое што ние како политичка партија стоиме и за да не бидеме обвинети дека нешто политизираме, партизираме и покренуваме иницијативи, ќе оставиме да таа иницијатива појде од таму од каде што е редот да тргне. Затоа што, еве читам овдека во делот на проверка на податоците за изјавите за имотна состојба и интереси на избраните и именуваните функционери и супер, ќе констатирате некаква аномалија и тоа ќе помине со мандатна казна. Е голема работа ако некој функционер кој што злоупотребил милионски цифри, а деновиве слушаме како грантови се добиваат од оваа држава 1,4 милиони на бивши премиери, значи ненормални цифри за нормален граѓанин, да ги поими вака и сега хипотетички зборам ќе го казниме со мандатна казна, не знам колку е таму, 50, 100, 200 евра, колку и да е, и тоа го намалуваме, да нове може ќе го намалиме уште повеќе, не знам како више тоа иде, оти има некаков усогласување со некој закон за прекршоци, така што мислам дека џабе вие, не е џабе, меѓутоа вака може би за јавноста да ги информирате, да сработите, окей тоа ви е задача, тоа ви е работа, меѓутоа фајде од тоа многу минимално, затоа што повторно ќе си се без соодветен закон, без соодветна санкција, без она што го напомена и председателката за закон за на имот, апсолутно овие сите дејанија се само проформа и ништо повеќе. Второ што е исто така во овој сегмент и што сакам да го нотираме е делот на независноста на комисијата, особено независност подразбирано првенствено и основно под финансиска независност. Значи, финансиската независност на комисијата е она што ќе може да ја дефинира во генерална смисла независноста. Не може да се моли комисијата овдека со месеци, со години дали ќе има простори или нема да има простори, дали ќе има технички средства, нема да има пари и така натаму, сега да не навлегувам во детали што подразбира работење на една комисија. Тоа треба да биде одредено, фиксно, процентуално, како и да е, и да нема влијание и удел извршната власт или било кој друг орган во делот на финансирањето на Комисијата за спречување на корупција. Затоа што, хипотетички, доколку оваа влада не е задоволна или некоја влада не е задоволна, може да влијае во работата на комисијата преку тоа што нема да овозможи соодветни услови за работа, како што беше впрочем и овдека пред некој период барано да се излезе во пресет на среќа и за добробит што се успеа тие нови простори да се и комисијата да функционира во едни нормални услови за работа. Ако сакаме резултат, ако сакаме борба против корупција, тоа подразбира и инвестирање и финансиска независност. Потоа во делот на ингеренциите што треба да разговара и делот на особено ме мотивира да го истакнам тој дел е што за жал и сите релевантни истражувања во државата, меѓутоа пред се и на меѓународни наши партнери се дека имаме многу ниска доверба на граѓаните во правосудниот систем, каде што нормално припаѓа, може би не директно, меѓутоа и комисијата. И ќе повторам за жал и со оглед на тоа што се искажа доверба на оваа комисија, мислам дека треба да биде еден лајт мотив, еден мотив од каде што ќе тргне можеби посериозна борба против корупцијата и со тоа што ќе се зголемат ингеренциите. Затоа што јас сум убеден и знам дека, например, Спасовски инсталира партиска полиција и ги знам сите луѓе кои што се вработуваат во таа полиција. И знам како се разрешуваат професионалци и началници и како се суспендираат, а на чие место доаѓаат одредени други ликови кои што се негови роднини, пријатели и блиски луѓе на СДСМ. Меѓутоа, тоа го знае и целата македонска јавност, тоа го знаат сите, тоа го знаат и во комисијата, меѓутоа надлежностите за делување се ограничени. И затоа и довербата на граѓаните е таква, каква што е. Ние имавме случај со прва одлука и
скандал на новата влада, на новиот премиер беше обидот да се набави златен прибор за јадење. Сега, како комисијата за спречување на корупција тука да делува? Сериозен проблем со интегритетот имаме веќе на функционирање на функционерите. Или, например, како да очекувам сега да со овакви ингеренции оваа комисија да реагира на тоа што имаме акционерско друштво Славија, кое што годишно има добивка од 800.000 евра, а владата сака да го продаде за околу 18.000 евра. И сега сите го тоа знаат, меѓутоа нас не убедуваат дека се вршело овакви проценки, онакви проценки, меѓутоа бројките се тие, сомненијата се. И ние како опозиција, ние не сме ниту репресивен орган, ниту државен орган, ниту можеме да санкционираме. Наше како опозиција во делот на конструктивност при функционирањето на оваа држава е да ги отвараме сите сомнежи во јавноста и да помагаме на државните институции кои што треба да бидат независни и да ги испитаат сите овие сомненија и да излезат. Можеби не е вистинито нешто, можеби е нешто погрешно сватено или доколку има одредено прекршување на закони, корупција, суди на интереси и така натаму, истото да се санкционира. Потоа како ние да веруваме на заложбата на власта за борба против корупција, кога увезувавме струја и се уште увезуваме во енергетска криза по енормни цени од над 350 евра за мегават, а производството наше домашно е многу поевтино, меѓутоа правењето на разноразни тендери во 4 очи во рек Битола за ископи, траењето на еден ден од 24 часа да се фактурира по 28 часа, по 38 часа, едни полулегални или легални начини на испомпување на државните пари за тоа уништување на нашите енергетски капацитети не доведе до една ваква ситуација. Сега не ни е крива виновна Државната комисија за спречување на корупција, затоа што системски се поставени законите да се покриваат едни вакви криминални дејања. Системски е тоа правено и се прави, системски. Да не зборам за она што е наследено во општините и кој што можеби некако, затоа што се повеќе и се на некој локално ниво, не добиле соодветен третман од институциите, меѓутоа е застрашувачки што се наоѓа во тие општини. Какви се дејанија има таму правено, какви се криминали, полукриминали с корупција и судир на интерес. Долговите на фирмите и на јавните предпријатија и на општините не, а не знам, се зборуваше овдека баш некој пред мене за привремени вработувања во 2014 година. Па сега има привремени вработувања, огромен број на привремени. Сега расне државниот апарат во моментов од оваа влада. Да не зборам во општините колкави бројки има таму на привремени вработувања кои што нормално ги користат за партиски притисок после. И сега се читаше овдека во 2014 имало привремени партиски вработувања. А сега ружи цвета. Не знам. Има сериозни скандали и трагедии кои што ја потресуваат целата македонска јавност, за кои што или нема разрешница, или има некакво банално оправдување. Значи, ние сме сведоци како автобусот на Беса Транс 140 пати поминува државна граница без лиценца. Не еднаш, не два пати, не некој му дале 10 евра, 5 евра, 140 пати. Тоа е системски криминал. Системски криминал е тоа. Системски, некој од највисокото раководство на државата го има тоа овозможено. А надлежности на комисијата се тие што се. И таму имаме жртви и пак никому ништо. Дори институциите не можеа ниту да влезат во канцеларија на една фирма. И таа фирма си вози сега. Ема гајле. Тераме. Само семејствата на жртвите ќе си го носат гневот во себе до живот. Имавме рекордно ниско ниво на индекс на перцепција на корупција од Transparency International. 111 место бе. Рекордно најниско ниво во историја на држава.
Абе зборувајте какви сакате режими, 27, 28 декември, црни четвртоци, петоци, саботи, недели, што сакате зборувајте. 111 место влада на СДСМ со овој Нобеловецов заедно. Тоа се факти. Тие факти бегање нема, тоа е запишено. И тоа не го направила опозицијата. Тоа меѓународни институции, релевантни. И за поздраве сега што сме мрднале малце од таа. Меѓутоа, друштвото во кое се наоѓаме ние на таа позиција е со сета почит на секоја држава, мора сериозно да не замисли. А најмногу нас, народните избраници, најмногу треба да не замисли. Ако веќе владата, тоа било успех. Да не зборам за извештаите според Bloomberg, во кои што ние бевме во 10 земји во светот кои што нетранспарентно трошеле пари од ММФ за справување со пандемија. Па бевме наведувани како огромен процент од јавните набавки биле дека се итни заради пандемијата и биле договарани во 4 очи. Меѓународни институции тоа не го кажуваат. Угледот на државата е доведен во прашање. Последниот извештај на Државниот завод за ревизија. Погледнете го, колеги од власта, што имате проблем со 2014 и 2013, а немате со 2021. Погледнете го извештајот на државен орган, внатрешен. Какови извештаи има за финансиското трошење на оваа влада? Извештаите на Европската комисија, извештаите на State Department. А впрочем, што да очекува од држава во која што Министерството издава легални 215 пасоши. Тоа се законски легални пасоши. Тоа не е некој таму да ги преправал, да ги менјал сликите. Законски пасоши од Министерство за внатрешни работи на 215 белосветски криминалци. И за тоа одговара сликарот и таму некој чиновник. Дека они имаат, нели, со овие целосветски, не знам, балкански наркобосови, они комуницираат на дневна основа ова сликариве таму у МВР. И тоа треба да го проголта демек јавноста и да поверува дека, да, еве, се бориме против корупцијата, сликарот бил крив. Европска банка ни стопираше 14 милиони евра, таа 2011-2021 година, за Штипската болница. Пари европски обезбедени од една претходна влада, ели? Затоа што предпоставувам не може да украдат од тие пари, оти се веќе обезбедени и не работат. Ништо таму, ништо не се гради и државата изгуби 14 милиони евра. Грант државни, европски пари. На ова на Шилегов, овој што слика канти со ѓубре, оти тоа му е сега врнато дострел у кариерава после поразот на избори, продажбата на градската куќа. Ненормални пари за граѓаните. Ама јас не очекувам Државната комисија за спречување на корупција. Јас очекувам од Државната комисија за спречување на корупција да ја следи работата на опозицијата, затоа што овдека имам досиеа по години за сите криминали и сомнение за криминали на оваа влада и ова младежко мнозинство актуелно, затоа што корупцијата, високата корупција може да ја врши само власт. Не може да ја врши опозицијата и не може да ја врши таму некои органи независни. Владата е таа што располага со буџетот, буџетските граѓански пари и владата е таа која што врши корупција. И тоа е така во секоја држава. А влада која што не сака да се справи со корупција се занимава со 2014 година. И имаме сериозни сомненија за криминал, огромен број на досиеа, ова се само излистани сомненија за криминал, пропратени се со огромен материјал во позади тоа. Би ја замолил да не следи во тие дел на изведување во јавноста на корупцијата и судрот на интереси, да седнеме да направиме законски измени кои што ќе ги зголемат ингеренција на комисијата, а со особено интерес би ги замолил да ја следат во наредниот период она што ВМРО ДПМН ќе го обелодени, а тоа се подготовка за криминал од над 900 милиони евра, кое што ова
владеачко мнозинство, ДУИ и СДСМ го подготвува во Република Македонија. Благодарам.